Предмети со висока корупција стојат со години без разрешница и кога очигледни сомнежи не добиваат институционален одговор, тогаш граѓаните со право прашуваат каде е правдата. Изјави денеска министерот за правда Игор Филков, посочувајќи и на случајот со судијата Ѓоко Ристов, кај кого беа пронајдени 350.000 евра, односно во домот на неговите родители. Филков посочи дека состојбата во правосудството не ги дава резултатите што граѓаните со право ги очекуваат од институциите задолжени за спроведување на правдата. Случајот со апелациониот судија, кај кого беа пронајдени 350.000 евра, скриени и задзидани во зид, не е само скандал. Тоа е символ на длабока системска слабост, символ на култура на неказнивост, молк и меѓусебна заштита што предолго ја разјадува довербата во правосудниот систем. Овој случај дополнително ја нарушува довербата во целото судство и ја доведува под сомнеж функцијата судија која што треба да е во служба и во интерес на граѓаните и правдата, а не да е привилегија. Пред 2 дена на брифинг со новинарите, предметната обвинителка Искра Хаџивасилева од обвинителството за гонење организиран криминал и корупција кажа дека судијата Ѓоко Ристов подолго време бил под лупа на истражителите. Кога се случувале проверките во домот на родителите на судијата, цемент со потаза структура и различна фуга во плочките биле елементите на сомнеж дека парите се во внатрешноста од зидот. Родителите се правдале дека парите биле нивни спечалени од лозија, но нивниот одговор не бил убедлив за обвинителката. Судијата Ристов заврши во куќен притвор откако судски совет на вонредна седница одлучи да му го одземе имунитетот. По барање на обвинителството, одземен му е пасошот, а издадена и забрана за вадење на нов. Филков денеска потенцираше дека за 2025 година истражувањата за перцепција на корупција, изработен од Македонскиот центар за меѓународна соработка, покажува дека 79% од граѓаните сметаат дека судиите се вклучени во корупција, додека пак околу 74% од граѓаните сметаат дека обвинителите се вклучени во корупција. Министерот најави дека поднел барање до финансии за одобрување на нови вработувања во судска и јавна обвинителска служба.